Како се вика, чекайте кој свес на првата лекција? Односно 11-та, леле, до прва сум стигнала. Така. Was hast du heute gemacht? Ето точно така изгледа перфект, за кој што ќе збориме од како ќе ги завршиме првите основни, да ги наречам, вежби. Имав отворено Word, ама сум го затворила сега. Ќе го напишеме само насловот. Was hast du heute gemacht? Или што правеше денес. Што направи денес. Лекцион 11. Was hast du heute gemacht? Сме го запишале heute, дека значи денес. Кој се сеќава како се викаше вчера? Gestern. Morgen утре, да. Што направи вчера? Денес. Бре. Првата вежба. Sehen Sie das Foto an. Погледнете фотографијата и ве видели в глагол. Ansehen, погледнува. Од кои два дела беа составени сите деливи глаголи? Од глаголи И? наставка. Не. Глагол и префикс. Да кажем следно. И префикс. Кај глаголот ansehen, an е префиксот, sehen е глаголот и ќе ве подсетам, ќе го менувам овој глагол по лица, за да ве подсетам дека глаголот sehen беше неправилен глагол и неправилните глаголи менуваат нешто во нивната основа, односно некоја самогласка во нивната основа, во второ и трето лице еднина. Јас погледнувам, ich sehe an. Ти погледнуваш, du siehst an. Тој погледнува, тој тато, sieht es, sieht an. Во множина немаме промени, што значи дека формите на глаголот ќе бидат wir sehen an, потоа ihr seht an и sie sehen an. Целата промена ќе запишам во заграда горе. Промена на во и Еве го, ова во основата, преминува во и тоа само во второ и трето лице еднина. Еве и пример, она што е напишано како реченица, sehen Sie das Foto an. Fahren Sie auch gern Fahrrad? Е прашањето на кое што треба да одговориме. Да ве подсетам исто е дека и глаголот fahren имаше промена и тоа ато преминуваше во as umlaut во второ и трето лице еднина. Ich fahre, du fährst и sie es fährt. И дополнителното прашање wie oft und wohin. Wie oft, како прашаен збор, значи колку често. Така како прашаен збор, колку често. Не мора ни да е со голема буква. А вториот прашаен збор, wohin, сме го споменале до сега, значи на каде.
Имаме неколку понудени можности. Првата е теглиш. Теглиш значи секојдневно. Так, знаеме дека е ден, а теглиш кога ќе се изведе значи секојдневно. Прилог. Секојдневно. Потоа имаме zwei bis dreimal in der Woche. Кога имаме зборче mal и го поврзуваме со некој број, тоа значи колку пати. Значи ако е zweimal, ќе значи два пати. Zweimal, два пати. Значи број плюс зборчето mal, значи колку пати. Nur am Wochenende, само за викенд, зборчето nur, значи само. Fast nie, овие веќе ги работевме, nie zum Einkaufen. Кога? Како запишеме ова? Кога именка е изведена од глагол и воопшто не е променета формата, тогаш таа именка е секогаш именка од среден род. Тука, например, го имаме глаголот, прво како глагол ќе го напишам, einkaufen, што на македонски значи пазарува. Кога од него ќе изведам именка, таа ќе биде со род das, односно das einkaufen. И ќе значи пазарување, купување. Сега ќе го напишеме правилото дека именка изведена од глагол без да се менува нешто во нејзината форма, е секогаш именка од среден род. По заграда das. И ова das тука ќе го обележам со црвена боја, затоа што за него се однесува правилото. Потоа имаме zur Arbeit, кога се оди за одење на работа, ќе го запишам како израз, зашто датив сега го нема, затоа ќе го напишам само како израз, zur Arbeit, за на работа, ins кафе, швимбад, кино. Овие сме ги работели. Имаме и пример. Ајде прочитајте го Енвер. Also, Да. also ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ich fahre täglich zur Arbeit und zum Einkaufen. И другата реченица може? Wirklich, ich fahre nie Fahrrad. Ich habe gar kein Fahrrad. Да, ich habe gar kein Fahrrad, значи јас немам воопшто велосипед. Фарад сме го спомнале, од кој род именката фарад? Од кој род именката фарад? Das Fahrrad, да. Го спомнале. Велосипед.
Прво ја прашувам Миријана, значи прво ќе одговориме на едното, а потоа на другото прашање. Fahren Sie auch gern Fahrrad? Само секунда. Кај се прашањето, не ги гледам јас? Еве го во прашањето. Аха. Еве. Fahren Sie auch gern Fahrrad? Сам момент. Можем ти одговори да ги употребам? Може, така ли? да, може. Ich fahre ајде сега тоа е така кажано, 2-3 in der Woche. Aha, ich fahre 2 bis 3 Mal in der... 3 in der Woche. Mhm. Und wohin? На каде? Ага. Само секунда. Некој од местата што сме ги учели. Некаде, да. Знам. Само не знам сега каде го одговорам. На их фаре, колку често, на каде? Сега само на каде. А на каде това како треба да на каде, например, на кај... Еве како овие што се дадени. Ins кафе, ins Schwimmbad, ins Kino, значи имавме и други. Аха, окей. Zur Arbeit. Ich fahre zur Arbeit. Maria. Fährst du auch gern Fahrrad? Ja, aber nur am Wochenende. Gut. Und wohin fährst du mit deinem Fahrrad? Ins Schwimmbad. Gut, danke. Ната? Имам прашање. Да. На мене баш не ми е јасно ваа со неделењето на глаголите. Кој е неделење или делење? Неделењето. Ајде. Нели сега zum einkaufen или доле што не се поделени, што кажат. Да, ама тоа се именки, затоа не се поделени. Именка е со голема буква се пишува. Значи, шом се со голема буква напишани, не треба да ги делим. Не, тогаш стануваат именки. А кога се глаголи, тогаш се делат. Јас тука пишав дека именка изведена од глагол. Значи, кога именка изведуваме од глагол, без да се менува нешто во нејзината форма, е секогаш именка од среден род, ајде за да биде појасно ќе допишам. И не се дели. Како глагол? Еве вака. За да се знае. Значи не се дели. Кога е именка, не се дели, бидејќи е именка. Напишана е со голема буква. Наташа? Fahren Sie auch gern Fahrrad? Ja, ich fahre gern Fahrrad. Wie oft? Ich fahre Fahrrad fast immer zum Einkaufen. Danke. Burça? Fahren Sie auch gern Fahrrad? Дали со задоволство возите велосипед е прашањето. Не знам. Првиот одговор нека биде со да или не. Ja, ich Fahre fahre
gern Fahrrad. Вака да разграничиме. Првото прашање е потоа и другите ќе го одговорите. Првото прашање и Борче ќе го одговори остатокот. Fahren Sie gern Fahrrad? Истиот одговор може да се користи ако прашањето е во второ лице. Fährst du gern Fahrrad? Кога го поставуваме ова прашање, имаме можност да дадеме одговор на два начина. И тоа, ја, ich fahre gern Fahrrad. И вториот одговор, nein, ich fahre nicht so gern Fahrrad. Второто прашање е wie oft fahren Sie Fahrrad? Или во второ лице, wie oft fährst du Fahrrad? Овде можам да ги употребам сите овие зборчиња кои што се дадени. Täglich, zwei bis dreimal in der Woche. Можам да го употребам. Ова е со големо, ќе објаснам и цртичката, сега ја забележав. Таа цртичка се користи кога се повторуваат исти зборови во двата збора, па таа цртичка уствари во случајов го означува тоа мал. За да не биде zweimal bis dreimal in der Woche, се става таа цртичка и се знае дека се однесува на зборчето мал. Се извинувам само. Nur am Wochenende потоа можеме да кажеме овие што ги учевме. Fast nie можеме да одговориме. Ни имавме имавме fast има. Manchmal имавме selten. Добро. Oft, често. Самото прашање ви oft, често. Третото прашање. Wohin fahren Sie Fahrrad? Или ако прашуваме во второ лице, ќе биде wohin fährst du Fahrrad? Овде ни се неколку дадени. Ins кафе. Ins кафе. Ins Schwimmbad. Ins кино. Што имавме друго? Имавме... Сега ја вратам лекцијата. Да напишем места. Имавме... Лекцијата е 8. Сега ја најдам. Kneipe, Bar, In die Kneipe
in die bar, In die mall или мал, как се чита, не знам. ewig, Театар. Но. ins Theater, ins Café го запишавме, ins Museum, in die Disco, In die парк. in den Park, ins Restaurant, бар го напишавме, ins Konzert. Schwimmbad, Kneipe, Bar, Restaurant. И Ausstellung, ама ајде Ausstellung ќе го тргнам да не е на изложба. Ќе го напишам. In die Ausstellung. Еве ги можните одговори. Ајде сега, кај Бурча застанавме уште еднаш да ги поставиме прашањата и да добиеме одговор. Значи во Бурча првото прашање, fahren Sie gern Fahrrad? Ja, ich fahre gern Fahrrad. Fahrrad. Wie oft fahren Sie Fahrrad? Јас пак? Да. а, Ајде и на македонски да ги напишам. Возите ли со задоволство велосипед? И возиш ли со задоволство велосипед? Второто прашање е колку често возите велосипед и колку често возиш велосипед. И третото е на каде возиш велосипед. Возите, уствари овде, возите велосипед. И на каде возиш велосипед. Ајде сега Бурча второто прашање. Wie oft fahren Sie Fahrrad? manchmal. Manchmal. Wohin fahren Sie Fahrrad? In der Park. In den Park. Тука ќе го ставиме и zur Arbeit. Ако можеме одговор. Благодарам. А Слагена? Fahren Sie gern Fahrrad? Ja, ich fahre manchmal Fahrrad. Und wohin fahren Sie? Fahrrad? Своего каде? На каде, да. Каде? Сакам да кажам за на кај работа. Zur Arbeit.
Ево го последното. Цела реченица. Ich fahre Ja. Fahrrad zum Arbeit. Zur Arbeit. Ich fahre Fahrrad zur Arbeit. Vesna? Fahren Sie gern Fahrrad? Ja, ich fahre gern Fahrrad. Wie oft fahren Sie Fahrrad? Ich fahre manchmal. Ich fahre manchmal Fahrrad. Und wohin fahren Sie Fahrrad? Ich fahre ins Kino. Ich fahre ins Kino. Danke. Enver, fahren Sie auch gern Fahrrad? Ja, ich fahre gern Fahrrad. Wie oft fahren Sie Fahrrad? Ich fahre manchmal Fahrrad. Und wohin fahren Sie Fahrrad? Ich fahre zur Arbeit. Ich fahre Fahrrad zur Arbeit. Fahrrad zur Arbeit. Dank. Овие прашања запомнете си ги, затоа што во среда прво што ќе правите е ќе си ги поставувате помеѓу себе овие прашања и ќе треба да дадете одговор. Втора вежба. Sehen Sie das Foto an und hören Sie. Wer ist Anja? Was meinen Sie? Кога имаме текст или кога треба нешто да слушаме и кога ни е дадено прашање, се фокусираме само на прашањето. Во ова што ќе го слушнете, нема да слушнете текст. Вие според тоа што слушате и според сликата која што ја гледате, ќе треба да ми дадете информација, односно што мислите секој од вас. Alter, Beruf, Hobbys und Kinder. Секој од вас, значи слушнете го и додека го слушате, размислувајте за секој од овие, треба да ми дадете одговор во трето лице еднина, затоа што треба да одговорите на прашањето Wer ist Anja? Која е Ања? И вас meinen Sie, што мислите вие? Сега ќе го слушнеме, па ќе кажем, нема ништо да слушнеме, меѓутоа, според сликата и тоа што ќе слушнете звуците, треба самите да направите проценка за да можете да ги одговорите прашањата. Сега само тоа треба да го споделам. Ево го. Слушам. Не 12, 11. Lektion 11. Was hast du heute gemacht? Aufgabe 2.
Ајде, Мирјана, вие први. Sie ist Anja. Само секунда. Anja ist 29 Jahre alt. Сега незината работа не знам как да го кажа незината. Сме учеле таа работи како? Sie arbeitet als. Sie arbeitet, Arbeit. Arbeit als мислам оти е музика хоби и работи во музичко некој школа. Sie arbeitet als Lehrerin, als Musiklehrerin. Als Musiklehrerin. Sie's Hobby ist Musik. Anjas Hobby ist Musik. Anjas Hobby ist Musik. Hat sie Kinder? Hat sie Kinder? Има ли таа деца? Was meinen Sie? Како што разбрав, не. Мислам, не. Цела реченица на германски. Sie ist kein Kinder. Sie hat keine Kinder. Keine Kinder. Danke. Марија. Wer ist Anja? Anja ist der Partner. Wer? Која е Anja? Со тоа што ќе ги одговорите сите прашања, односно ќе одговорите на овие Alter, Beruf, Hobbys, Kinder во трето лице еднина. Ich glaube, Anja ist 23 Jahre alt. Ich denke, Anja arbeitet im Kino. Anja arbeitet in einem Kino. In einem Kino und sie ist ein Sänger. Sängerin. Sie ist eine Sängerin. Ich denke, sie hat keine Kinder. Und ich glaube, Hobby Danke. Наташа. Wer ist Anja? Ich glaube, Anja ist Musikerin. Може. Ich also glaube, Anja ist Cellospielerin. Sie ist 25 Jahre alt. Anja hat Hobby. Hat ein Hobby. Hat ein Hobby Fahrradfahren. Super. Und hat sie Kinder? Ich glaube, Anja hat keine Kinder. Danke. Burç. Wer ist Anja? Wer ist Anja? Која е Anja? Wie alt ist sie? Дали ми е вклучен Бурча со микрофон? Да. Ај. Wie alt ist sie? Колку години има?
Само ми треба цела реченица. Anja, ich, Ist. Ања ist. Anja ist. Neunundzwanzig Jahre alt. Was ist ihr Beruf? Што е по професија? Што е по професија? Ајде ќе се вратиме кај Бурча. Слагена? Wer ist Anja? Anja ist 29 Jahre alt. Mhm. Ist und Beruf Lehrerin. Sie ist Lehrerin von Beruf. Sie ist Lehrerin von Beruf. Добро? Sie ist Lehrerin und Beruf. Окей, тоа е добро. Чекай ми се. Es ist Hobby. Fahrradfahren. Anjas Hobby ist Fahrradfahren. Fahrradfahren. Anja keine Kinder. Anja hat keine Kinder. Danke. Vesna, wer ist Anja? Ich glaube, Anja ist 40 Jahre alt und arbeitet als Musicallehrerin. Und ihr Hobby ist Radfahren und sie hat 2 Kinder. Danke, Vesna. Enver, wer ist Anja? Ich glaube, Anja ist 35 Jahre alt Mhm. und arbeitet als Musiklehrerin Mhm. und hat einen Beruf Tennisspielerin Mhm. und hat 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und was ist Anjas Hobby? Hat Anja Hobbys? Tennisspielerin. Aha, sie spielt Tennis. Dank. Ja. Gut, dank. Borče, wer ist Anja? Anja ist 29 Jahre alt. Was ist sie von Beruf? Што е по професија? Anja ist Musik. Lehrerin, Musiklehrerin von Beruf. Hat Anja Hobbys? Има ли Anja Hobby? Значи, што ме има, повторно е. Ja oder nein? Hat Anja Hobbys? Како? Hat Anja Hobbys? Има ли Anja Hobby? Ja oder nein? Ja. Ja. Hat sie Kinder? Nein. Nein? Gut, danke.
За следниот, за во среда. Секој од вас, ева вака ќе го запишам, за среда, сите сте тука, ама ако ќе се изберете една позната личност и за нејза, исто треба да биде во трето лице. Ќе ги запишете, односно ќе си напишете реченици кои што треба да бидат представување на таа личност на следниве теми. Ево овие што се дадени веќе тука. Alter, јас ќе го додадам Herkunft, потекло. Потоа имаме Beruf, имаме Hobbys, имаме Kinder, имаме Wohnort, место на живење. Што сме имали сега до сега? Јас само ќе се вратам малку назад. Нека биде Lieblings есен, умилено јадење. Значи информациите за овие некои теми како Lieblings есен не мора да бидат вистините, може нема да ги најдете, меѓутоа да напишете реченица. Добро, Hobbys го напишавме. Други... Muttersprache. Muttersprache, мајчин јазик. Мајчин јазик. Und anderen Sprachen и други јазици. Што ги знае или зборува личноста. Други јазици. И Geschwister, браќа и сестри. И едно само што ќе ве замолам, користете само зборови кои што сме ги учели. Не знаете како е незината професија. Ќе кажете незината професија, ќе кажете сме учели дека со додавање на името, на буквата С до името, изразуваме дека некому му припаѓа нешто. Наместо да кажам за Миријана се зборам, наместо да кажам Beruf ist Lehrerin, незината професија е наставничка, јас ќе кажам Миријанас Beruf ist Lehrerin. И го имам истото, апсолутно истото значење. Ме разбирате? Не мора да ги знаете сите зборови. Затоа, искористете го само фондот на зборови кои што сте ги учеле до сега. Без да барате на интернет, најдете ги само овие основни информации што ви се потребни и потоа напишете го самостојно. Со тие зборови кои што сме ги учеле до сега. Со тие глаголи кои што сме ги учеле до сега. Не додавајте нешто што не знаете. Пробајте само со знаењето кое што го имате да го напишете представувањето за оваа позната личност. Сега преминуваме на следната страна. Така, споделам кое што се вика Was macht Anja heute? Значи, ако горе имавме наслов во перфект, тоа ќе го работиме. Ако горе беше насловот Was hast du heute gemacht? Сега прашањето е Was machst du heute? Што правиш денес и е во сегашно време? Нашата задача е Lesen Sie den Terminkalender. Spielen Sie dann ein Telefongespräch mit Anna. Прочитајте го прво календарот со термини, потоа прочитајте го диалогот со Ања. Од десно, да. Прво еве го да го зголемам термин календар. Многу го зголемам.
до душа. Termin kalender еве како изгледа. Montag, der 3. Juni. 3. Juni. Termine. 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr. Büro. Viertel nach 1. Essen bei Barbara. Ab 16 Uhr Cello üben. 18, 19, 20 Uhr bis halb 9 Uhr Orchesterprobe. И имаме нотицен. Ќе напишем дека нотиц значи забелешка. Notizen, der Dr. Webel anrufen, Nora und Mark anrufen, Firma Bergmeier, Küchenschrank fertig, Geschenk für Tante Betty kaufen, Wein für die Party kaufen. Küchenschrank, сме го спомнале, фрижидер. Fertig, значи готов. Fertig. Кухеншранк не беше како шкафче за вълкуина? Не, Kühlschrank. Kuchen, да, шкафче за вълкуина. Не е Kühlschrank. Geschenk, мислам дека сме го спомнале, das Geschenk е подарък. Das Geschenk е подарък. Das Geschenk подарък. И сега, откако го имаме термин календар, двајца, односно Мирјана и Марија, ќе го прочитаат диалогот помеѓу Ања и тој со кој што разговара на телефон. Почнете, Мирјана. Hallo Anja, was machst du gerade? Ich frühstücke gerade. Viertel vor 9 gehe ich ins Büro. Ins Büro, richtig, ja? Miriana? Und was machst du heute noch? Ich rufe heute noch Frau Dr. Weber An. Mhm. Heute Abend habe ich von 6 bis halb 9 Orchesterprobe. Так. Пред да дополниме реченици за овие другите информации кои што ги имаме, тука треба да се запознаеме со von bis и ab. Von bis значи од, тоа е полесно, затоа што значи од до. Von bis. На македонски од до. Реченицата ќе биде ich arbeite von 9. Да, овде гледам зашто се појави вака, ама добро. Ich arbeite von 8 bis 12 Uhr. Значи работам од 8 до 12 часот. Е сега up значи од. Во моментот времето е 8 часот. И треба да кажем дека од 9 часот ќе одам во кино. Значи моменталната временска моментот на времето се разликува од тоа кога почнувам да правам нешто. Тогаш кога ќе почнам да го правам нештото, го користам зборчето up. Например, ab 9 Uhr schlafe ich. А во моментот сум, еве, учам германски, ама од 9 часот ќе си легнам да спијам. Тоа значи von bis, од до, и up значи од. Ева како ќе ги отворам за да стоят, да се разликуваат.
Ајде сега, бидејќи имаме дадено само дел, да ја слушнам Наташа. Ајде да направиме реченица, така што ќе го употребиме ова Viertel nach 1, Essen bei Barbara. Како ќе составиме реченица, ако ги користиме овие von bis или ab? Па овде, ако користим ап, би било ап Viertel nach 1, ап Viertel nach 1, Ќе одам на јадење со Барбара. Кај Барбара, убаво кажам. Ќе одам на јадење, бидејќи еве пак имаме именка. gehe ich essen Бај? bei Barbara. Бај Барбара. Gut. Слагено како ќе кажеме, имаме зачело? Не. Ова, ама веќе е дадено, само направете реченицата со ab 16 Uhr. Од 16 часот ќе учам, глаголот ќе вежбам. Глаголот üben значи вежба. Ќе вежбам чело. Ab 16 Uhr, Cello üben. Реченица. Јас ќе вежбам чело. Ich üben, На второ место што треба да дојде? глаголот. Значи, Ich cello, ајде да го запишеме. Ab 16 Uhr. На второ место треба да ми дојде глагол менуван по лице. А зашто е личната заменка ich, како ќе биде менуван глаголот? Ab 16 Uhr. Тоа е на крајот. So е übe. Ich Übe, cello. cello. Übe ich cello. Бидејќи глаголот треба да дојде секогаш на второ место. А ова ab 16 Uhr, иако е составено од 3 збора, сепак се смета дека е на прва позиција, а после него доаѓа глагол. Ајде Весна. Реченица со ама доле немаме. Како ќе кажете? Како ќе составите реченица со Wein für die Party kaufen? Изберете си вие време кога, еве од овој термин календар, гледајте го, и со зборчето ab составете една реченица. Ich gehe. Со ab да почне, со ab. Да. Ab 17 Uhr. Ge, Сега го имате глаголот kaufen. Не морате со gehen. kaufe, Kaufe. Ich. ich, an. Wein für die Party. Wein für die Party. Wein so. Wein für die Party. Во суштина уште ќе имаме вакви вежби за, како се вика, за ап, фони пис и за ап, така што ќе ги видиме и нив уште еднаш. Сега, додека имаме и време, ќе започнеме, односно не прва четвртата. Was machen Sie heute nach dem Deutschkurs? Прашањето е што ќе правите денес после курсот по германски. Sehen Sie das Bildlexikon? Не ми подале на екранот. Читам од книга. Sehen Sie das Bildlexikon 2 Minuten lang. Schließen Sie dann Ihr Buch. Ihre Kursleiterin Dobrin machen Sie
das heute. Ќе одговориме на прашањето, прво да ги проочитаме активностите кои што се дадени горе. Борче првата. Прво, Од 9 до... не, ова, горе, првата сликичка. Аха. Hausflagen machen. Hausaufgaben machen. Hausaufgaben се домашни. Во македонскиот јазик велиме пишува домашни работи, а во германскиот јазик Hausaufgaben се употребува со глаголот machen. И буквално ќе го преведам како прави домашни задачи, работи. Во прво лице како ќе биде енвер, како ќе го менувам ова во прво лице еднина, како ќе кажеме јас правам домашни работи, задачи. Ich mache. Да? Ich mache. Не, само првото лице. Ich mache и што треба да доставам после маха? Именката. Ich mache Hausaufgaben. Да. Ich mache Hausaufgaben. Данка. Ајде следната да ја прочита Мирјана. Emails schreiben. Пишува мејлови. Како ќе биде јас пишувам мејлови, Мирјана? Ich schreibe emails. Следната Марија? Fernsehen. Ете, тука имате точка ставено, сме го работеле овој глагол. Сме кажале дека е делив и преска го менувавме ansehen и дека има промена кај него. Ich sehe fern, du siehst fern и sie es sieht fern. Следното. Наташа. Einkaufen. Како ќе прашате, купуваш ли? Пазаруваш ли? Kaufst du ein? Richtig, danke. Следно. Слаген. Шлафен. Кај глаголот шлафен имаме промена. Дали сме ја спомнале до сега? Шлафен спие. Исто како кај фарен. Ато добива умлот. Шлафен спие. И тоа само во второ и трето лице еднина. Ich schlafe. Du schläfst. Ато преминува во умлот. Du schläfst. Sie es schläft. Множина немаме промена. Wir schlafen. Ihr schlaft. И sie schlafen. Целата промена кај глаголот schlafen ќе означиме како промена на а во а со умлот. А со тоа со умлот ќе ги обележаме ова преминува во а со умлот во второ и трето лице еднина. Следната Весна, следниот глагол. Aufräumen. Така е. Глаголот aufräumen, според сликичката, не знам дали ќе заклучите, делив е глаголот, меѓутоа што значи? Глаголот aufräumen значи чисти. Чисти. Делив глагол ќе го менуваме бидејќи е правилен.
Само првото лице како ќе биде весна? Ich räume auf. Richtig. Ich räume auf. Ајде следното. Тоа е на следната страна. Сега ќе го направам. Ајде, Enver. Deutsch lernen. Добро да нема врска. Deutsch lernen. Океј, Deutsch lernen. Како ќе биде Enver? Дали ти учиш германски? Lernen Sie Deutsch. Не ти, со ду. Lernst du Deutsch? Lernst du Deutsch, richtig, ja. На Миријана, ајде следното. На arbeiten или на ein Pause machen? Кој сакате? Да, ein Pause machen. Eine Pause machen. Правите ли вие пауза? Како ќе го поставите прашањето? Со вие. Pause. Не, прво глагол ви треба. Дали правите пауза? Вие. Прво ви треба глагол. За второ лице множина. Махан во второ лице множина. Magst du? Macht ihr? Magst ihr? Pause ein. Не, eine Pause си е заедно, не иде ли в глаголот. Macht ihr eine Pause? Gut. Magst ihr eine Pause? Да. Марија, следно? Arbeiten. Работите ли вие од 10 до 5? Вие, ние, работиме ли ние, извини, од 8 до 5? Од 10, не е битно. Arbeiten wir von 8 bis 9 Uhr. Данка. Следно. Наташа. Zeitung lesen. Кога чита тој весник? Zeitung е весник. Ќе запишам. Само внимавајте кај лезен. Кога тој чита весник? Да. Wann liest Zeitung? Браво. Браво, супер. И последното, Борча. Кафе. Кохен. Како ќе прашаме, односно ќе кажеме јас правам кафе? Со јас треба да почнам, со их. Ich, глаголот кохен во прво лице еднина. Ich. Не треба да заврши првото лице. Ich koche кафе. Ich koche кафе. Да, гледате кај глаголот кохен, готви, а ние во македонскиот велиме правам кафе, значи наместо биде кафе махен, изразот е кафе кохен во германскиот јазик. И сега оваа вежба ќе оставиме за подоцна петата, затоа што, како што кажав и на почетокот, денеска ќе се запознаеме со ново време во германскиот јазик. Се што учавме до сега беше сегашно време, односно ќе видиме подоцна кога ќе правиме примери, дека се вика presens на германски,
А времето со кое што ќе се запознаеме денес е времето перфект. Перфект. Значи сега јас ќе го предавам костурот и се што не е јасно во меѓувреме, слободно прекинувајте ме и прашувајте. Прво морам да ви објаснам, за после да можеме практично тоа да го примениме. Перфект на македонски минато, свршено време. Прво што треба да кажам е како, и тој со црвена боја ќе го обележам, како се образува перфект во германскиот јазик. Перфект во германскиот јазик се образува со помош, ево вака јас можам и да го пишувам тоа така. Перфект во германскиот јазик се образува со помош на помошните глаголи сега ги напишам со големи букви, haben или sein, и пак со големи се ќе напишам партицип перфект. Перфект од главниот глагол. Или, само на германски, ова ќе го направам вака на средина, а сега ќе го напишам доле и со големи букви, само на германски, тоа што ни е потребно, односно, тоа беше вака, haben или sein плюс партицип перфект. Под него ќе напишам, ама нема да биде со црвено, ќе напишам дека haben и sein се помошни глаголи, а партицип перфект ни е потребен од главниот глагол. Прво, да објасниме, тоа ќе го направам со тоа што ќе ставам една табела, кога го користиме haben, а кога го користиме sein како помошен глагол. Еве вака тука, под цртичка. Кога го користиме haben, а кога sein како помошен глагол. Haben го користиме како помошен глагол кога. Само да го напишем и тука sein, а потоа ќе објаснам на македонски sein. Значи haben го користиме како помошен глагол кога главниот глагол изразува мирување. А sein се користи како помошен глагол кога главниот глагол изразува движење. Ако треба да го прикажам ова, би го прикажала на следниот начин. Ова ми е само точка а движење ми е од точка А кон точка Б. Односно, долу да напишам дека движење, од движење
се подразбира поместување од една кон друга точка. Или едноставно под табелата да напише haben е еднакво на мирување, а sein е еднакво на движење. Ова да го обележам со црвено. За подсетување, еве последна цртичка, ќе запишеме како се менуваат глаголите, како се менуваат глаголите haben и sein по лица. Исто за да биде поедноставно табела, од едната страна haben, од другата страна sein. Значи вака, значи тука имаме haben, тука имаме sein. Во еднина. Ајде да слушнам Слагјана. Еднина само. Од haben. Haben. Има. Ich habe. Du hast. Yes hat. Благодарам. Ајде во множина Enver. Wir haben. Потоа? Ihr habt. И Sie. Haben. Ајде. Миријана sein. Ich bin. Така, да. Ich bin. Du bist, ist. Да. Ich bin. Du bist. И sie, es, ist. Ајде сега во множина, Миријана. Не Миријана, леле, Наташа. Wir sind, ihr seid, Така. и sie sind. Така. Еве ги имаме, значи прво имаме правило. Haben sein плюс партицip перфект. Имаме кога го користиме haben за мирување, sein за движење. Сега еве ги имаме формите на глаголите haben и sein по лица. Следно што треба да кажам е дека постојат различни, односно, различни групи на глаголи и начин на образување на перфект кај нив. Денеска, бидејќи лекцијава е само перфект со haben, ќе се запознаеме со тие 5 групи кои што ќе ги кажеме како се викаат и градат овие сите глаголи, ќе градат перфект со haben. Значи сите ќе изразуваат мирување, состојба на мирување. Тоа се 5 групи. Ќе напишеме прво со црвени букви како образуваат перфект, а потоа ќе направиме табела каде што глаголите ќе ги напишеме во инфинитив,
потоа во партици, односно во перфект заедно со помошен глагол, и на крајот ќе дадеме за илустрација еден пример во сегашно време и еден пример во перфект. А потоа понатаму ќе разработуваме и повеќе вежби за да ви стане уште појасно. Значи тука ќе напишам глаголи што образуваат перфект со помошниот глагол haben. Тама нека оди еве вака на нова страница. Под број 1. Првиот вид на глаголи се викаат regelmäßige Verben. Regelmäßige Verben на македонски правилни глаголи. Правилните глаголи образуваат перфект со додавање на префикс ге, го запишаме еве на македонски. Правилните глаголи образуваат перфект со додавање префикс ге и наставка те на глаголот. Или еве поедноставено ќе го напишам и со мали букви за да се биде природно. Ќе го видите и потоа ге верб штам, односно основа на глаголот, ќе напишам под него и наставка т. Верб штам е основа на глаголот. Таман ќе стои под него. Ќе го ставам во заграда и нема да биде со црвен. Значи верб штам е основата на глаголот. Односно ге, основа на глагол и наставка т. Еве го и вака нека стои. И на сега табела. Во табелата од левата страна инфинитив, односно глаголи во нивна основна форма, а од десната страна перфект. Зошто не партицип перфект? Затоа што ние освен што ќе кажеме формата на глаголот во партицип перфект, ќе кажеме и со кој помошен глагол овој глагол образува перфект. Затоа е целото перфект. Прв глагол махен или на македонски прави. Според ова што ви го напишав горе, како ќе биде формата Марија на махен во перфект? Gemacht. Gemacht. Значи додавам ге пред глаголот. Потоа имам основа мах од глаголот и на крај наставка те. Со кој помошен глагол ќе гради Марија овој глагол перфект? Горе напишавме глаголи што образуваат перфект со помошниот глагол haben. Значи сватете го движење, ова движење, сватете го како буквално движење. Значи буквално малку глаголи користат sein, како што се глаголот оди, патува, вози, значи само тие глаголи изразуваат поместување, тргнувам од Скопје и имам крајна дестинација да стигнам во Охрид. Тоа ми е дестинацијата, тоа ми е движењето и заради тоа употребувам глагол sein. Сега веднаш во табелата еве ќе го додадам и глаголот spielen.
кој што значи игра или свири. Како ќе биде слагање на глаголот шпилен во перфект? Во партицip перфект? Ге? Така е, gespielt. Со кој помошен глагол Енвер ќе гради овој глагол перфект? Sein. Напишав горе. Глаголи што образуваат перфект со помошниот глагол haben. Зошто сега и шпилен гради перфект со haben? Зашто ние кога играме, бидејќи значи и игра и свири, и покрај тоа што се движиме, не поминуваме дистанца. Туку сме на истото тоа игралиште. Значи игралиштето ни е ограничен простор. Не ни е дистанца од едно до друго место. Затоа глаголот шпилен гради перфект со помошниот глагол haben. Значи, заин се користи само ако се оде некаде. Да. Нема врска дали се движи. Буквално како што е дадено овде. Кога имам поместување од една, значи кога сум од точка А кон точка Б. Кога од Скопје возам до Охрид. Кога од Скопје и одам до било каде. Значи само кога имам движење, буквално движење, точка А до точка Б. Сите други глаголи градат перфект со помошниот глагол haben. Затоа што пак ја повторам, шпилен и покрај тоа што се движиме на игралиштето, игралиштето е затворен простор, ограничен простор. Немаме поместување. За да гради заин, ние треба на секој чекор да го подигаме игралиштето и да го спуштаме. Буквално ви објаснувам сега, пластично. Затоа глаголот шпилен гради перфект со помошниот глагол haben. Уште неколку вакви глаголи. Заген. Сме кажале дека значи вели, кажува. Како ќе биде борче глаголот заген во перфект, односно во партицип перфект? Како ќе биде борче глаголот? Со ге треба да започне. Ге? Основа на глаголот? Gesagt. Треба да заврши на т. Gesagt. Со кој помошен глагол борче ќе гради овој глагол перфект? Со haben или со sein? Вели, кажува, се движиме кога кажуваме нешто? Значи со haben. Ист глагол е и глаголот arbeiten. Еве намерно се наведуваат примери кои што не асоцираат на движење, а не се движење. Arbeiten работи. Како ќе биде Миријана arbeiten во перфект? Gearbeit. Сега бидејќи основата завршува на т. Одлично, gearbeitet. Се додава и заради полесен изговор. Gearbeitet. И со кој помошен глагол ќе гради перфект Миријана овој глагол? Со haben. Затоа што кога работиме, повторно сме на едно место, на затворено, на ограничено место. Не се поместуваме. Ние со заин ќе биде одењето од дома до работа, ама работата е со haben. Нема таму движење. Такво движење, поместување од една до друго место. Сега ќе додадеме уште неколку глаголи, па ќе дадам пример, за чисто да објасниме како функционира и реченицата, каде стои едниот глагол, каде стои другиот глагол, а секако следниот пат ќе имаме уште повеќе вежби. Сега ќе запишеме. Следен глагол. Не. Сега. Уште неколку.
например, што сме ги имале, глагол fragen, прашува. Како ќе биде fragen Весна во перфект? Gefragt. Така, gefragt. Со кој помошен глагол ќе гради перфект Весна? Haben. Со haben. Gefragt. Со haben. Следен правилен глагол. Гледам да е од некој што сме го кажале до сега. Schlafen ќе биде со sein, така ли? Зашто да биде со шлафен со зајн? Меѓу да спие. Па спие се... Ама не се движиме. Да. Не се движиме. Мирува е со хабен, еве го горе уште еднаш. Еве го. Хабен мирување, зајн движење. Например, глагол hören. Еве, hören сме го работеле. Hören. Слуша. Како ќе биде hören сега Наташа во перфект? Gehört. Така, gehört. И ќе гради перфект со кој помошен глагол? Со haben. Потоа. Lernen. Lernen. Учи. Како ќе биде сега lernen? Не сум слушнала слагена во перфект. Да, gelernt. И со кој помошен глагол ќе гради перфект? Со мирување. Со haben. Така е. Со haben. Ајде ќе го дополниме тука и глаголот едноставен затоа што е интернационален, кампен, кампува. Како ќе биде Борче кампен во перфект? Gekampt. Директно на основата камп додаваме т. Со кој помошен глагол ќе гради перфект овој глагол Борче? Со haben. Еве и глагол кој што сме го учеле, frühstücken. Правилен глагол. Појадува. Како ќе биде Енвер frühstücken во перфект? Gefrühstückt. Така е. И со кој помошен глагол ќе гради перфект? Со haben. Така е. Gefrühstückt. Со haben. Сега ќе напишем една реченица во презенс. Вака, презенс. Односно на македонски сегашно време. И потоа истата таа реченица ќе ја претвориме, односно ќе објасниме како се претвора во перфект, односно минато свршено време. Ќе го земам глаголот lernen. И ќе биде реченицата многу едноставна, за многу едноставно и да објаснам како изгледа тоа. Првата ќе биде исказна реченица. Јас учам германски. Како ќе биде на германски? Марија? Ich habe, Не, во сегашно време збориме сега. ich
Ich lerne Deutsch. Сега се подсетуваме веднаш на правилото дека во германскиот јазик глаголот стои секогаш на второ место и се менува по лице. Во реченица во перфект, во исказна реченица во перфект, на местото на главниот глагол, во случајов лерне, треба да стои помошниот глагол менуван по лице, додека пак глаголот лернен да оди на крајот од реченицата и да биде во неговата партицип перфект форма, односно gelernt. Па оваа реченица во перфект да биде Ich habe Deutsch gelernt. Што ја ќе го запишам? Во исказна реченица. Во перфект. Под прва цртичка. Помошниот глагол треба да стои на второ место и да е менуван по лице. Главниот глагол треба да стои на последно место и да биде во неговата партицип перфект форма. Значи, еве го помошниот глагол, нека биде еве вака. Ова нека биде со плаво, ова нека биде со не знам, виолетово. Еве го помошниот глагол со плаво, а еве го главниот глагол во партицип перфект, на последно место gelernt. Ова е за исказна реченица. Сега ќе напишеме пример, ваков пример, и за прашална реченица. Значи, прво во presens, а потоа и во перфект. Ајде, еве да поставиме прашање, слушаш ли музика? Како ќе биде прашањето, слушаш ли музика? Hörst du Musik? Сега, различно од реченицата од исказната реченица, ќе биде само место положбата на помошниот глагол, кој што од второ место, сега многу логично, бидејќи реченицата започнува со глагол, ќе стои на прво место, а главниот глагол повторно ќе биде на последно место и ќе биде во неговата партицип перфект форма. Како ќе биде оваа реченица во перфект? Hörst du Musik? Како ќе биде во перфект? Не, во перфект сега збориме за перфект. Hast du gehört? Hast du Musik gehört? Исто како овде што запишавме, само што сега наместо исказна треба да стои во прашална реченица. Под прво. Ова треба да е со, пошто другото ќе го копирам. Со плаво. Ево вака. Помошниот глагол треба да стои на прво место и да е менуван
полица, лице, а за главниот глагол важи истото. Главниот глагол треба да стои, са последно ќе го напишам со големи букви. Главниот глагол треба да стои на последно место и да биде во неговата партицип перфект форма. Еве кој тука. Затоа глаголите haben и sein се многу важни глаголи во германскиот јазик, затоа што подоцна се користат, еве како што гледаме, за образување на времења. Еве го ова hast со сина боја, еве го ова gehört со виолетова боја. Дали, да, може слободно. Дадете пример со деливи глаголи. Ке стигнеме и тие се тука. Ова е првата група на правилни глаголи. Дали за правилните глаголи има нешто што сакате да ме прашате? Дали е ова вака јасно? Сега да. Добро. Слободно прашајте. Ако има нешто во моментов нејасно, слободно прашајте. Следна група, значи два. Првата беа regelmäßige Verben. Втора група. Втора група. Unregelmäßige Verben. Односно, неправилни глаголи. Веднаш ќе напишам зошто се неправилни глаголи. Се викаат неправилни глаголи. Глаголи. Затоа што првата опција е имаат промена во сегашно време. Што е најчестиот случај. Имаат промена во сегашно време. Тука ќе напишам второ и трето лице еднина. И вториот случај, зашто се неправилни? Затоа што имаат неправилна форма во партицип перфект. Тоа е многу поретко. Меѓутоа се случува. Правилен е глаголот во сегашно време, меѓутоа во партицип перфект има сосема различна форма. Партицип перфект. Сега како образуваат овие глаголи перфект? Како овде што напишавме со ге, веап, штам и тоа, сега ќе напишеме и тука. Неправилните глаголи образуваат партицип перфект, односно перфект, со додавање на префикс ге и наставка н на глаголот. На основата на глаголот. Односно, ге, веапштам, основата на глаголот, ена.
Сега ќе дадеме примери за вакви глаголи. Пак. И во инфинитив, и во перфект. Прв таков глагол е глагол што сме го учеле, е глаголот есен. Јаде. Неправилен е, затоа што во второ и трето лице еднина, во сегашно време, добива ето, односно, преминува во и. Затоа е неправилен. Затоа што има промена. Е преминува во и. Во перфект има сосема друга форма. Односно, целосно он завршува на ена, ама и основата му се менува. Формата на есен во перфект е гегесен. Гегесен гради перфект со помошниот глагол haben. Како ќе кажеме, ние јадеме пица. Вие есен пица. Како ќе биде оваа реченица во перфект? Wir haben Pizza gegessen. Ето така. Вие haben пица gegessen. Само запомнете го тоа, дека на местото на главниот глагол од реченицата во сегашно време треба да стои помошен глагол кој што ќе биде менуван по лице. А главниот глагол треба да оди на последно место и да биде во партици перфект. Односно да започнува во случајов на ге, а за да завршува на наставка е на. Следен глагол, глаголот trinken. Пие. Trinken, пие. Кај глаголот trinken, која промена ја имаме? Дали имаме промена во сегашно време? Немаме. Па затоа имаше ваква опција. Има неправилна форма во партици перфект. Trinken во перфект ја добива формата getrunken. Getrunken. Trinken, getrunken. И гради перфект со помошниот глагол haben. Како ќе прашаме во сегашно време? Пиевте ли вода? Hast du heute getrunken? Вода. Hast. Не. Habt ihr Wasser? Не habt ihr во сегашно. Trinkt ihr Wasser? Trinkt ihr Wasser? Како ќе биде ова прашање во перфект? Habt ihr Wasser getrunken? Во прашалните реченици глаголот, помошниот глагол е на прво место, а главниот глагол е на последно место. Помошниот глагол се менува по лице. Сега ќе напишем уште неколку неправилни глаголи. Finden, наоѓа, неговата форма исто. Ich finde, du findest, правилен глагол. Во перфект ја менува формата во партици перфект, ќе биде gefunden. И гради перфект со помошниот глагол haben. Иако кога сега ќе си помислите наоѓа, значи ние одиме да најдеме нешто. Ама кога го наоѓаме не се движиме. Односно сме дошле веќе на местото каде што треба нешто да најдеме. Сега ќе напишеме други.
Сега. Следен таков глагол. Helfen, например. Helfen. Помага. Во перфект ја добива формата geholfen. Само што кај овој глагол сега ќе запишам. Имаме промена и во сегашно време. Односно, ето, исто како горе. Ето преминува во и. Ich helfe, du hilfst, sie es hilft. Друг неправилен глагол е глаголот сега сакав, ама толку. Денке, мисли. Зашто и тој сме го имали. Тој во сегашно време е правилен глагол. Меѓутоа во перфект gedacht. Да. Denken, мисли. Gedacht. Гради перфект со помошниот глагол haben. Bringen, носи. Gebracht. Во перфект. Со haben. Момент. Есен го запишавме. Geben. Дава. Gegeben. Тука па например немаме некаква промена, меѓутоа бидејќи завршува во перфект на N, се смета како неправилен глагол. Еве и немен уште ќе го запишеме. Немене зема. Во перфект ќе добие формата genommen. Исто како што ако се сеќавате, исто како што во сегашно време, немен, во сегашно време, во второ и трето лице еднина, ето го заменувавме со и, меѓутоа хто го немаше и преминуваше во две м. Така еве и сега во перфект се задржуваат тие две м. Значи оваа листа прво на глаголи што градат перфект со haben ќе ја дополниме следниот пат, а потоа ќе продолжиме и со глаголи кои што градат перфект со помошниот глагол sein. Се што има е нејасно, слободно можете да ми се обратите во било кое време што сакате, односно кога ќе работите. Имајте убава вечер и се слушаме во среда. Благодарам, пријатно.